Добар ден, кратки најави за денес. Езерската полиција е силна поддршка на рибочуварите во борбата со незаконскиот риболов на Охридското езеро. Професори од Градежниот факултет во Скопје ќе го проверуваат водоснабдителниот систем во Струга. Општина Охрид работи на отворење центар за стари лица со активно старење. Според Евростат, просечната возраст на населението во Македонија е 42 години, изразен е трендот на старење. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме облачно време со врнежи од дожд. Дуваше засилен повремено силен ветар од северен правец. Максималната температура се искачи до 8 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и посвежо со утринска температура од -2 степени, а дневна до 6 степен. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -7 до максимални 11 степени. Во четврток утрото ќе биде ведро и студено насекаде со негативни минимални температури. Во текот на ноќта кон петок и во петок ќе има нови врнежи во пониските места од дожд, а на повисоките од дожд и снег. Потоа во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник дневната температура ќе биде во пораст. Откако Охридското езеро е издадено под концесија, незаконитиот риболов бележи намалување, но сепак дел од рибократците го прекршуваат законот и покрај високите казни. Во текот на минатата и првиот месец од оваа година, езерската полиција поднела 53 кривични пријави против лица кои вршеле незаконит риболов и регистрирала уште 300 прекршоци. Откако Охридското езеро е издадено под концесија, незаконитиот риболов бележи одредено намалување. Езерската полиција е силна поддршка на рибочуварите, иако главната задача на полициските службеници е контрола на границата и чување на македонските територијални води, тие се фокусирани и на сузбивање на незаконитиот риболов. Во текот на минатата и првиот месец од оваа година, езерската полиција поднела 53 кривични пријави против рибократци и регистрирала уште 300 прекршоци. Активен е придонесот на езерската полиција во делот на сузбивањето на незаконитиот риболов и пронаѓање на лица сторители на ова кривично дело. Така да целокупната наша активност и соработката со концесионерите, како и со Хидробиолошкиот завод, резултира со намалување на бројот на регистрирани вакви дела и се разбира поголема контрола кога станува збор за заштита на рибниот фонд во водите на Охридското езеро. Соработката на службениците од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро со концесионерите и Државниот инспекторат за земјоделство е на задоволително ниво, но според портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски истата треба да се интензивира. Секогаш е потребно зголемување на степенот на соработка и координација во насока на поголема успешност во реализацијата на предвидените задачи поврзани со сузбивање на незаконитиот риболов, со пронаѓање на лица сторители на кривичното дело незаконит риболов и се разбира во елиминирање на сите оние останати прекршоци кои што се евидентирани во изминатиот период и се разбира согласно Законот за рибарство и аквакултура. Лани во координираните акции против незаконит риболов пронајдени се блиску 29.000 метри рибарска мрежа, околу 730 парчиња разновидна риба кои се одземени заедно со пловните објекти и риболовниот алат.
Се поднесуваат соодветни пријави, но дел од рибократците и понатаму го прекршуваат законот и покрај високите казни. Според дел од експертите за животна средина, за поефикасно справување со рибократството неопходни се пософистицирани системи за надзор, како камери и радари. Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје го прифати барањето поднесено од градоначалникот на општина Струга Менди Ќура и ќе упати стручен тим за теренски увид на водоснабдителниот систем. Согласно доставениот одговор, деканот формира стручен тим составен од тројца професори, кои ќе извршат детална проверка на клучните елементи на системот, меѓу кои изворот шум, изворите во Горна Белица, влезните комори, резервоарите за водоснабдување, малите хидроелектрани и хлорната станица, соопштија од општина Струга. По извршениот увид ќе биде изготвен официјален извештај со стручно мислење и конкретни препораки за надминување на состојбата. Општина Струга пристапува системски и транспарентно кон решавање на проблемот, со вклучување на највисоката академска и стручна институција од областа на водоснабдувањето, се вели во соопштението од локалната самоуправа. Општина Охрид за годинава има предвидено низа активности за унапредување на квалитетот на животот на старите лица. Во прв ред се работи за отварање на центар за стари лица со активно старење. Во таа насока веќе е потпишан договор со сите чинители кои треба да ја обезбедат оваа социјална услуга. Општина Охрид работи на отворање на центар за стари лица со активно старење. Оваа социјална услуга која е наменета за старите лица над 65 годишна возраст ќе значи поддршка за активен и здрав живот, подобрување на социјалната интеграција и квалитетот на животот на старите лица. Дневен центар за стари лица за активно старење е проект за подобрување на социјалните услуги со склучен договор од 10 јуни 2025 година помеѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади, Општина Охрид и Сдружение за воспитно-образовна психосоцијална поддршка ВОПС Охрид, информираат од локалната самоуправа од Оделението за детска здравствена и социјална заштита. Пред една година од општината најавија дека се планира да се отвори дневен центар за стари лица во деловен простор кој со одобрение од градскиот совет општината го купи во извршна постапка поради неможност за наплата на побарување од должник. Деловниот простор се наоѓа на булевар Туристичка на пресекот со патот кон населбата Чекоштина. ТВМ побара информација дали оваа намера ќе се реализира. Деловниот простор е сопственост на општина Охрид со имотен лист и е прилагоден и наменет за дневен центар за стари лица. Општина Охрид обезбедува дополнително финансиски средства за реализирање на услугата. Ова активност за стари лица е предвидена во програмата за социјална и здравствена заштита за 2026 година, велат од општината. Оттаму додаваат дека со проектните активности покрај опремување и прилагодување на просторот за стари лица ќе им се овозможи социјална инклузија, простор за дружење, активности и градење на социјални врски, здравствена поддршка, физичка активност, ментална стимулација и поддршка на семејствата. Во Македонија средната возраст на населението изнесува 42 години, што е зголемување за речиси 5 години во споредба со 2015 година, кога била 37,4 години. Според податоците на Евростат, просечната возраст во Европската Унија изнесува 44,9 години. Иако земјава и понатаму има помладо население од просекот во Европа, трендот на старење е изразен. Средната возраст на населението во Македонија во 2025 година изнесува 42,21 година, што е за речиси 5 години повеќе во однос на 2015 година, кога просекот бил 37 години. Според податоците од Евростат, просечната возраст во Европската Унија пак изнесува 44,9 години. Иако земјава и понатаму има помладо население од просекот на Европската Унија, трендот на старење е изразен. Во регионот помладо население од Македонија има само Црна Гора, со просечна старост од 40,4 години. Постаро население имаат Албанија и Србија. Просечната возраст во Грција и Бугарија е 47 години, додека во Хрватска и Словенија просекот изнесува 45,5 години.
На ниво на Европската Унија најмладо население има Ирска со 39,6 години, а најстаро Италија со просек од 49,1 година. Старењето е најизразено во Словачка и Кипар, каде средната возраст е зголемена за 4 години во изминатата деценија. Низ земјите од Европската Унија, според податоците од Евростат, најголем удел на деца во вкупното население во 2025 година е забележан во Ирска со 18,5 од 100 деца, а најнисок е во Италија. Иако Македонија се уште е под европскиот просек, податоците покажуваат дека демографското старење се забрзува и во земјава. Според прелиминарните податоци за 2024 очекуваниот животен век во Европската Унија изнесувал 81,7 години, што е зголемување од 0,3 години во споредба со 23-та. Според статистичкиот годишник на Македонија за 2025 на Државниот завод за статистика, очекуваниот животен век во државава е 76,6 години. Жените при тоа живеат подолго, односно речиси 4,5 години во просек повеќе од мажите. Денеска основното училиште Наум Охридски во Пештани го испробуваше и применуваше оперативниот план за заштита и спасување и планот за евакуација во училиштето преку реализација на показна тренинг вежба според сценарио. Целта беше учениците, професорите и техничкиот персонал во училиштето да се запознаат и да ги разработат начините на заштита и насоките на движење при евакуација од училишната зграда после случаен земјотрес и пожар. На вежбата учествуваа и соодветни тимови на територијалната противпожарна единица Охрид, СВР Охрид и Црвен крст Охрид. Од Црвениот крст изразуваат благодарност до сите институции инволвирани во оваа вежба. Вакви показни вежби ќе се реализираат и во останатите средни и основни училишта во Охрид и Дебрца, како и дел од континуираните активности за унапредување на безбедноста во училиштата. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Пријатно!